Почитувани, добар ден. Функционери од власта се обидуваат да местат тендери со изготвување на спецификации за набавки, со што се фаворизира еден понудувач и однапред се исклучува можно пријавување на повеќе понудувачи. До нас пристигна информации кои фрлаат сомнеш дека така скроена спецификација е направена при распишување на оглас за набавка на пневматици од страна на МВР, кој бил распишан на 9.10.2019 година, а за кој имаме сомнежи и информации доставени од свиркач дека помошник министерот во МВР задолжен за јавни набавки, Андријана Савевска-Павловска, вршела притисок врз лицата кои го изготвуваат огласот да ја променат спецификацијата, со што таа би можела да фаворизира еден понудувач. Инаку Савевска-Павловска е поставена на функцијата пред нецела година и според нашите информации вршениот притисок е регистриран и пријавен и за него постои службена белешка во МВР. Посочената Савевска-Павловска во тој момент не била надредена на лицето кое е подготвувало тендерската документација и огласот, а за ваквиот притисок е известен и тогашниот помошник министер, кој сега е во пензија, но реакција од МВР нема. Што се случува со овој случај? Имено, со одлука на МВР, тендерот е добиен од страна на Пнеуматик Груп ДОО Скопје, врз основа на најниска понуда. Но по жалба од Мотоцентар, жалбата се усвојува и се враќа на повторно одлучување, пошто МВР повторно одлучува исто и повторно го избира Пнеуматик Груп ДОО Скопје. Мотоцентар уште еднаш се жали, но повторно неуспешно, за на крај МВР да ја поништи постапката и повторно да распише нов оглас. На новиот оглас, кој е распишан на 16.3.2021 година, погодувате, повторно е избрана фирмата Пнеуматик Груп ДОО Скопје, а оваа одлука повторно е во постапка по жалба. Дали и како ќе постапуваат надлежните институции, останува да видиме. Ви благодарам.